А сега имаме во живо линковско вклучување со нашата колешка Ирена Спировска. Повторно ќе зборуваме денеска понеделнички, ни започна денот со новогодишни теми и еве пред самиот крај од утринската програма ќе завршиме со нешто такво. Насловено "Слушни доаѓа новата се разбира година". Гала новогодишен концерт ќе разговара Ирена со Александар Котевски, директор на Македонската филхармонија. Добро утро, прво Ирена, се разбира до тебе и до нашиот гостин и повелете со разговорот. Добро утро, Слободанка, поздрав до тебе и до сите гледачи на утринската програма на телевизија Алфа. Ти благодарам што веќе не најави и мене и мојот соговорник и убавата тема за која што утринава зборуваме, односно најавата за гала новогодишниот концерт "Слушни доаѓа новата", со која што Македонската филхармонија практично и ја заокружува ова успешна сезона од тековнава 2024 година. Со мене директорот на Македонската филхармонија Александар Котевски, па еве пред се да ви се заблагодарам што одвојувате време за гледачите на телевизија Алфа. Верувам дека тие со нетрпение очекуваат да ги слушнат информациите околу предстојниот новогодишен гала концерт, кој што традиционално следува за крај на една успешна година. Ви благодарам што дојдовте во нашиот храм на културата и уметноста. Како што веќе кажавте, четврток во 8 часот Македонската филхармонија ќе го држи гала новогодишниот концерт, каде што ќе диригира маестра Елена Митревска, која после неколку години отсуство повторно е на нашата сцена. Ќе се изведат дела од композиторите Сен-Санс, Чайковски, Бизе и Јохан Штраус, односно она точно концепирана програма која што очекува публиката во духот на Виена. Тоа е едно убаво заокружување на успешна година и вовед во предстојните новогодишни празници. Секогаш на овие гала новогодишни концерти се создава вистинска магија во салата. Тоа се настани во кој што публиката ужива од почеток до крај, колку ваквиот концерт е уживање за самите членови на оркестарот. Па како што кажав, програмата точно ја концепиравме за она што публиката го очекува да го види, затоа што нели после Нова година следува новогодишниот концерт на познатата Виенска филхармонија. Ние тој дух, таа емоција, тоа очекување сакаме да го представиме на нашата публика и во еден здив заедно да си посакаме среќни празници, среќна Нова година и да ја почнеме новата година со позитивна мисла и енергија. Ова 2024 година можам да кажам дека помина во најдобар ред. Ја прославивме со главниот концерт на 80 години јубилеј на 28 ноември, така што закруживме еден голем, како да кажам, празник за нас, на еден сон кој го живееме ние, нашите овие генерации на Македонска филхармонија. И продолжуваме од 23 јануари со тековните концерти, каде што ќе настапи Нина Костова како пианист со Прокофиев трети концерт и ќе диригира маестро Боријан Цанев. Така да до крајот на ова сезона 24-25, која е на крај на месец мај, ќе има многу интересни концерти, многу познати солисти, уникатни програми. Тука пак ќе напоменам дека ќе се представат композиции од македонски композитори и дадеме поддршка на македонски инструменталисти. Она што е очигледно е дека се повеќе расте интересот за концертите и дека се почесто се случува со денови однапред билетите да бидат распродадени. Како што веќе кажавте, например, новогодишниот концерт е веќе распродаден долго време пред да се одржи. Многу е битно секој концерт кој што го изведува Македонската филхармонија да имаме програмски развој и квалитетна изведба. Тоа публиката почна да го осеќа и верувајте, нашите концерти се повеќе и се почесто полни и во еден здив публиката е задоволна и повторно сака да дојде на нашите концерти. Кога сме веќе кај публиката, да го споменеме и неодамна одржаниот детски концерт, како реагираше на младата публика? Пред 2 дена, тоест во саботата, имавме детски концерт, каде што салата беше преполна, беше една интересна
тема, тука беше и Мартин како наратор, темата сите бевме облечени во пижами, пакетчиња, Дедо Мраз, така е еден убав флуид, убава емоција и со овие детски концерти ние се стремиме да создадеме една нова публика, да направиме еден зародиш интерес на класичната музика кај новите генерации, ако успееме да ги направиме солисти, инструменталисти или музичари, а ако не, ќе успееме да ги направиме наша идна верна публика. Се чини дека сето ова што го правите со многу посветеност, љубов и ентузијазам и чинам дека тоа е еден многу значаен фактор што ја привлекува публиката да биде редовно на сите концерти и да го следи репертоарот на Македонската филхармонија. Апсолутно. Ова ние што го правиме како концертна програма, визија, правец каде да се движиме, го правиме, морам да напоменам, како тим на квалитетни авторитети, уметнички совет, шеф-диригент и верувајте дека се пази на секој концерт што се свири, како се свири, кој концерт следи, кој инструменталист да доаѓа, да бидат застапени сите инструменти, вокално-инструментални композиции, така да ни следуваат меѓународни представувања и еден концепт кој сигурно не води до програмски развој и Македонска филхармонија да стане центар за културно издигнување не само во Македонија, него и привлекување и во регионот. Спомнавте за дел од активностите што ве очекуваат на почетокот на новата 2025 година, која што наскоро ни доаѓа. Какви се општите очекувања за целата сезона? Нели ќе се заврши 2024-2025 како концертна сезона, но верувам дека веќе однапред се прават долгорочни планови за сезоните кои што, односно сезоната која што следува понатаму. Точно така, нашата сезона е секогаш започнува септември, завршува крај на мај. Морам да кажам дека до 25-та година, крај на декември, програмската насока е концепирана и фиксирана, така да ќе треба да почнеме да работиме од следна година вториот дел на 2025-2026. Како што кажав, веќе спомнам на 17.2. ни следува гостување, каде што за прв пат во Бугарија ќе одржиме концерт во НДК заедно со Софиска филхармонија и со симфонискиот оркестар од Солун, каде што за прв пат сите три оркестри ќе настапиме заедно и ќе го изведиме делото Кармина Бурана. Еве, јас на крај останува уште еднаш да ви се заблагодарам за одвоеното време и да ви посакам секако во името на телевизија Алфа, вам лично и на Македонската филхармонија убаво заокружување на оваа година и да имате доволно енергија, посветеност, љубов како и досега да ги остварите сите планови кои што се предвидени за следнава година. Ви благодарам што не почестивте со вашето присуство и во името на Македонската филхармонија сакам на сите гледачи да им ја честитам новата година и идните празници. Благодарам многу уште еднаш, Александар. Слободанка, дали може би ти имаш некое прашање од студио? Верувам дека разговорот на вистина беше убав и инспиративен за сите што утринава не слушаат и не гледаат и малку дека веќе на вистина ја чувствуваме сите ние таа предновогодишна магија која станува уште поубава кога е подкрепена со убава музика и со вакви концерти. Ирена, токму така, ми ги зеде зборовите од уста или мојата мисла, она што сакав да го кажам, кога имаме вакви преубави концерти, тие се една преубава магија. Се праша, се кажавте, меѓутоа јас би сакала, се разбира, да честитам од екипата на Алфа телевизија, среќни новогодишни празници и се разбира уште многу успешни концерти во новата 2025 година. Поздрав од нас. Благодарам многу.